Почитувани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Министрите за внатрешни работи на Македонија и на Чешка во посета на транзитниот центар Вино Југ во Македонија нема да има нов бегалски камп Дециден Спасовски. Хуманитарна акција на жените од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Струмица донираа градежен материјал на семејството од Костурино, чија куќа изгоре од гром. Трагедија кај Дабиле, момче го изгуби животот во сообраќајна несреќа. Трагедија утрово ја разбуди Струмица на патот Дабиле Петралинци кај мостот. Утрово околу 3 часот по полноќ се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби 19-годишно момче. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, на излез од село Дабиле кон село Петралинци патничко возило Голф со струмички регистарски таблички излетало од коловозот во речното корито на река Струмешница. На самото место починал ГА 19 години од село Турново, додека АТ исто така 19 години од село Радово се здобил со тешки телесни повреди. Истиот бил пренесен во медицинскиот центар во Струмица, откаде поради сериозноста на повредите бил префрлен во ургентниот центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа на СВР Струмица. Намерата на владата е до крајот на годинава Македонија да добие чиста препорака за почеток на преговори со Европската Унија, а идната година и датум за преговори со пристапување на Македонија кон Европската Унија. Рече денеска председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев на денешната прва тематска консултација што се одржа во владата со граѓанските организации и со медиумите. Владата во првиот месец го направи првиот чекор и го обезбеди позитивниот амбиент за остварување на овие цели. Покажавме посветеност кон работата, кон вредностите, подадовме рака за соработка преку политиките на инклузивност во државата, преку политиките на мостови кон соседите и преку политиките на отвореност кон нашите стратешки партнери Европската Унија и НАТО. Тоа е препознато од европските институции од Брисел, кои се подготвени да ни помогнат да ги откочиме евроатлантските интеграции. И ние како влада ја препознаваме својата одговорност. Владата на Република Македонија гледа партнер за реформскиот процес во сите демократски граѓански ориентирани сили во државата. Тоа се политичари, експерти, стакнати индивидуалци и секој граѓанин кој сака да помогне, рече Заев. Тој најави соработка на владата со парламентот, со партиите, граѓанските организации, синдикатите, коморите, заедниците, медиумите и граѓаните. Реформите на кои ќе работиме се реални и остварливи. Тоа се итните реформски приоритети кои презлегуваат од извештајот на експертската група на Европската комисија предводена од Райханд Прибер. За да профункционира правната држава и објективни медиуми, професионална полиција, потребна е силна политичка волја, енергија, ентузијазам, надеж, верба, храброст и уште многу други позитивни човечки атрибути. Знам и препознавам дека позитивна енергија и оптимизам има меѓу граѓаните. Тоа нема да биде лесно, но вие сте креативната сила, додаде Заев. На денешната консултација зборуваше и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Владата уште во првиот ден почна со интензивна агенда. Евроагенда е приоритет без алтернатива. Приоритет кој го бараат граѓаните на Македонија, бидејќи анкетите покажуваат дека повеќе од 75% од граѓаните се за членство во Европската Унија и во НАТО, рече Османи. Притисоците врз медиумската сфера во Македонија и врз судството, како и целокупната атмосфера во македонското општество по доаѓањето на новата власт во земјата, биле во фокусот на разговорите што председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со партиската делегација ги имал во Европската служба за надворешни работи во Брисел со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Федерика Могерини, а потоа и на самитот на Европската народна партија. Укажав на чувствителноста на притисокот и заканите врз собствениците на медиумите и новинарите. Дека имаме една од најлошите ситуации досега во историјата на Македонија, во која што се гуши медиумскиот простор и се тераат сите медиуми да зборуваат само афирмативно и никако критички за новата влада. Тоа не е добро за демократијата и тоа го укажав на самитот на ИПП. Исто така зборував и за ризиците од партизација на судството за кои што се назираат намери на СДСМ да ги направи. Во оваа мигрантска криза се покаже колку е важно една мала држава како Македонија да е
сојузник на Европската унија, да е дел од Европската унија. Затоа што во еден период Европската унија зависеше од одлуките во Македонија, поврзано со мигранти. Утре може да дојде нешто друго прашање. И за нас пред се, но и за Европа е важно и регионот и Македонија ден порано да бидат интегрирани. Тоа не може да се направи ако постојано се бараат некакви причини за одлагање на тоа членство. Прашањето со членство на Македонија во Европската унија треба да се реши, а тоа треба да започне со почеток на преговорите. Безусловен почеток на преговорите за членство во Европската унија ден порано. Во спротивно ќе се раѓаат нови проблеми и ќе се остави простор за нови ситуации кои нема да бидат добри за Македонија. Вршителот на должноста градоначалник на општина Струмица Костадин Костадинов е прогласен за почесен член на Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Прогласувањето се случи на свечениот чин кој се одржа синоќа во Скопје, на кој Бојан Јовановски официјално стана претседател на Меѓународниот сојуз Скопје. Почитуван господине Јовановски, почитувани колеги, почитувани поклоници на хуманоста и милосрдието, почитувани дами и господи. Сакам на почетокот од ова мое кусо обраќање да го споделам со вас моето чувство на задоволство, што сум дел од оваа убава свеченост на Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Од мое лично име и од името на општина Струмица да му ја честитам функцијата претседател на Меѓународниот сојуз Скопје на господинот Бојан Јовановски и да му посакам успех во своето професионално делување. Се надам дека Македонија ќе стане урнек за успешно цивилно општество, во кое се помалку ќе има гладни и несреќни граѓани и семејства. Во исто време се чувствувам исклучително среќен и горд, поради одлуката на Меѓународниот сојуз Скопје да бидам прогласен за негов почесен член. А особено сум горд што како општина Струмица, имајќи го во предвид нашиот слоган секогаш први, си застанавме и цврсто стоиме на зборот да бидеме први, токму јас прв во оваа држава како градоначалник на општина Струмица, да бидам и член, почесен член на овој меѓународен сојуз. Македонија нема да гради нови центри за бегалци. Имаме два, овој во Гевгелија и во Табановце, за кои сметаме дека се доволни. Тие служеа за прифаќање и транзитирање на мигрантите во екот на бегалската криза до земјите на Европската унија и таа своја намена ќе има доколку повторно дојде до интензивирање на бегалската криза. Ова денеска го изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој заедно со амбасадорот на Словачка Мартин Безак го посетија прифатниот центар Вино-Југ во Гевгелија по повод 8-та ротација на полицискиот контингент од Словачка. Македонија нема потреба од изградба на нови бегалски кампови, бидејќи доволни се двата транзитни центри во Гевгелија и Табановце за успешно справување со мигрантската криза, за што говорат и позитивните критики и оценки добиени од Европската унија и од Брисел. Ова денес го изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, придружуван од амбасадорот на Република Словачка во Македонија Мартин Безак при посетата на прифатниот транзитен центар за мигранти Вино-Југ во Гевгелија. Поводот за нивната посета е 8-та ротација на припадниците на словачката полиција кои патролираат заедно со македонската полиција и армија долж граничната линија. Ние имаме два кампа кои што се транзитни, овој во Гевгелија и во Табановце, сосема доволно за Република Македонија, бидејќи ставот е на владата дека овие центри се транзитни, доколку добие кризата на интензитет, ние треба да бидеме подготвени да ги прифатиме тие луѓе хумано, како што го правевме тоа и до сега, и да понатаму ги транспортираме во другите држави од западно-балканската рута. Така да ние сме сосема доволно опремени во овој момент и нема апсолутно причина ниту за градба на кампови, ниту за поинакво постапување од она што до сега сме го направиле, заради тоа што од цела меѓународна заедница е добиено навистина позитивна оценка за начинот на справувањето со мигрантската криза. Амбасадорот Безак истакна дека од особен интерес е балканската рута да биде затворена, со што би се спречил големиот број на илегални преминувања. Во текот на бегалската криза Словачка како дел од земјите од Вишеградската група има направено 8 ротации со 190 полициски службеници и до крајот на годината се очекува да ротираат уште десетици полициски контингенти. Миграцијата не е национален, регионален, ниту пак европски проблем. Тоа е глобален феномен што бара синергија и соработка.
Од витален интерес за Република Словачка е така наречената балканска миграцијска рута да остане затворена и криумчарењето да се спречи колку што е можно повеќе. Нашиот водечки принцип во менаџирањето на кризата е ефективната солидарност. Со други зборови, секоја членка на Европската Унија да предонесе на свој начин во справувањето со овој проблем. До сега во овие 8 ротации испративме 190 полицајци и до крајот на годината уште 10. Во летото 2015 година Словачка на македонски железници им позајми 8 вагони за да можат мигрантите да се транспортираат до Табановце. При посетата, министрите беа запознаени со активностите и начините на функционирање во прифатниот транзитен центар Винојук, при што увидоа дека моменталната состојба на јужната граница е стабилна и мирна, благодарение на мешаниот полициски состав долж граничниот премин, намалена е миграцијата и целта на полицијата е зачувување на стабилноста и безбедноста на јужната и северната граница. Во прифатниот транзитен центар Винојук во моментот има 13 мигранти, од кои 7 деца и 6 возрастни лица. Хуманитарна активност на Унијата на жени од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Струмица. Тие донираа градежен материјал за семејството од Костурино, чија куќа беше опожарена од удар на гром. Со донирање на градежен материјал за обновување и малтерисување на внатрешниот дел од куќата, Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Струмица синоќа го посети семејството Тенкови од Костурино, чие што куќа ја зафати пожар кој настана на 2 јуни овој месец од удар на гром. Унијата на жени на ВМРО ДПМН денес се наоѓа во посета на семејството Тенкови од село Костурино, Струмичко, чие што куќа изгоре во пожар кој што настанал на 2 овој месец. Пожарот настанал од удар на гром, меѓутоа изгоре поголем дел од куќата и ова семејство остана без кров над главата. Како жени, мајки, сопруги, чие што најголема вредност е семејството и домот, сочувствувајќи се со ова семејство, а во исто време представувајќи ја ВМРО ДПМН како општествено одговорна политичка партија, која што секогаш водела позитивна социјална политика, се решивме и организиравме една хуманитарна акција со која денес дониравме за ова семејство градежен материјал за обновување и малтерисување на внатрешниот дел од куќата. Тенкови ни солзи раскажуваат за кобната вечер во којот пожар тие го загубија својот покрив над главата, а воедно упатија и голема благодарност до Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Струмица и до сите оние кои им помогнаа досега. Од почеток кога излезех вонка, тоа беше веќе зафатено предниот дел на куќата. И понатам това за 20 минути целиот кров го фанав у пламен. И за тие 40 минути се заврши како што беше, се претвори в пепел. Благодарност на жените од ВМРО, донесеа нешто, материјал, фала Богу, ќе видиме, ќе направиме. Ќе се трудиме, додека можеме, додека не можеме, после ќе видиме. Значи, многу им фала, Господ здраве и што друго да кажа. Кој милува нека даде, кој не милува, па на сите Господ нека им даде. За целосна обнова на куќата, семејството Тенкови има потреба од уште средства кои ги очекуваат од хуманите граѓани. За таа цел отворена е жиросметка за донација. Го гледате дневникот на телеканал А1. Македонија ја зафати топлотен бран од жолта фаза. Здравствените власти со предупредувања како да се однесуваме во топлото време. Хронично болните и оние со кардиоваскуларни проблеми меѓу најризичните групи. Поради најавувањето на високи летни температури, лекарите апелираат до сите луѓе, а особено до оние кои се со кардиоваскуларни заболувања, да се заштитат на секој можен начин, за да не дојде до одредени проблеми и потешкотии. Доктор Тања Ангјушева, кардиолог, вели дека за оние кои веќе имаат дијагностицирано кардиоваскуларни заболувања, да ги избегнуваат шетањата по високите горештини и редовно да ги земаат своите препишани медикаменти.
Секако дека временските непогоди во голема мера влијаат врз здравјето на секој поединец. Високите температури како ги влошуваат здравствената состојба на пациентите кои што се со кардиоваскуларни заболувања. Обично се качува притисокот нагоре, настануваат поизразени мозочни удари, потоа тешката дехидратација предизвикува настанување повеќе на згручување на крвта, настануваат повеќе инциденци на акутни инфаркти, повторно мозочни удари, белодробни емболии, тромбоемболизми на нозете. Сето тоа навистина ја загрозува здравствената состојба на пациентите. Што би се препорачало? Значи би се препорачало пред сезонија кои што се веќе со диагностицирани кардиоваскуларни заболувања да ги избегнуваат шетањата по актуелните и високи горештини, обично своите потреби да ги задоволуваат во раните утрински и попладневните часови кога температурите се пониски, редовно да се земаат медикаментите кои што се препишани од страна на лекарите кои што ги водат и многу битно е да земаат доволно течности за да се превенира моментот на дехидратацијата. Ангјушева вели дека не само оние луѓе кои имаат диагностицирано кардиоваскуларни болести, туку да внимаваат на топлото време и оние кои немаат проблеми со здравјето. Оние луѓе кои што немаат досега било какви кардиоваскуларни заболувања, секако и за нив би требало да се даде некоја препорака и за нив важи директното излагање на сонце, секако не е препорачливо и не е пожелно. Потоа доволно течности да се земаат, препорачливо е за секој човек по 30 мл на килограм телесна тежина или описно кажано за еден човек кој што има 70 кг најмалку 2 литра до 3 литра течност треба да се внесува во тек на летните горештини. Се разбира, течностите не треба да бидат газирани, не треба да бидат алкохолни пијалоци. Треба да се избегнува физичката активност во најголемите горештини, нормалната активност да се планира во раните утрински и попладневните часови. Доктор Тања Ангјушева апелира до сите граѓани доколку почувствуваат замор, вртоглавица, малаксаност или нејасни болки во пределот на градите, да се консултираат со лекар. Лицата со хендикеп полесно и поинтензивно да се вклучат во отворениот пазар на труд, а компаниите да создадат соодветни услови и адекватна работна средина за нив. Е целта на проектот, што со поддршка на ИПА заеднички го спроведуваат Полио Плюс и Стопанската комора на Македонија. Имајќи во предвид дека се уште не се преземени соодветни чекори во поглед на подигнување на капацитетот и оспособувањето на лицата со хендикеп како работници, овој центар во основа треба да и помогне на државата да создаде квалитетни работници, лица со хендикеп, а од друга страна да и помогне на бизнис заедницата да создаде ефективна, ефикасна работна средина, каде што ние граѓаните со хендикеп како работници ќе може да ги покажеме нашите потенцијали и нашите способности. Исто така ќе се работи со самите компании кои имаат желба да вработат лица со хендикеп, заедно со нив да ги обучиме и нив што е она све што треба да направат за да може полесно да се адаптира просторот и лицата со хендикеп да се чувствуваат еднакво со сите останати вработени во самите компании. В Радовиш почна тридневниот панаѓур, организиран по повод празникот Рамазан Бајрам. Па видите, решиме днеска за секој со договор со тезгите, сака да организираме панаѓур тука, односно тезги од цела Македонија. Гледате што ќе продават, има ефтини работи и решиме днеска и у Радовиш да пробаме да видиме, пошто стварно потребно било у Радовиш со самата комуникација со луѓето, со граѓаните велат дека требаше такво нешто со. Па имаме од Скопје, имаме од Прилеп, имаме од Кочани, имаме од Виница, имаме од Штип, имаме од Прилеп и така. Па панаѓурот ќе трае петок, сабота, недела, иначе во сусрет на Рамазан Бајрам, баш со таа цел го организираме панаѓурот. Па цените ќе бидат солидни, мислам, ќе поминете покасно, кога ќе има народ, ќе видите дека цените се пристапни до народот и мислам ќе биде добро. Да, значи во Берово, во Делчево, во Пекчево, во Кочани, во Виница, сегде ги има. Па очекуваме околу 50 тезги, може и повише да има. За прв пат е во Радовиш, мислам, беше 96 година, имаше еден панаѓур, не беше успешен. Овој пат мислиме да ќе биде успешен, али па ќе биде упори да биде успешно.
Следуваат вестите од светот. Саудиска Арабија и другите арапски држави кои ги прекинаа односите со Катар излегоа на листа на барање за прекин на кризата, меѓу кои и затворање на телевизијата Ал Джезира, прекин на дипломатските односи со Иран и затворање на турската воена база на своја територија. Листата содржи 13 точки со кои се бара и Катар да ги прекине сите врски со движењето Муслиманско братство и со други групи како Хезболах, Ал-Каеда и Исламска држава. Предходно Саудиска Арабија, Египет, Обединети арапски емирати и Бахрейн ги прекинаа врските со Катар поради подршка на тероризмот, обвинение повторено и од председателот на САД Доналд Трамп. Арапските држави поставија рок од 10 дена за исполнување на барањата, во кој е вклучена исплата на непрецизирана сума на одштета. Според листата на барања, Катар треба да се откаже од натурализација на граѓани на 4 земји и да ги протера тие кои се на негова територија. Предвидено е и Катар да ги предаде сите лица по кои е распишана потерница во Саудиска Арабија, Египет, Обединети арапски емирати и Бахрейн под обвинение за тероризам, да го запре финансирањето на екстремистичките организации прогласени за терористички од страна на САД, како и да достави информации за опозиционерите. Во барањето за затворање на Ал Джезира, чие седиште е во Доха, се посочува дека Катар треба да ги затвори сите филијали на сателитскиот телевизиски канал. Тоа значи и затворање на редакцијата на англиски јазик. Соседите на Катар ја обвинуваат Ал Джезира дека поттикнува нереди во регионот и го поддржува Муслиманско братство. Најмалку 11 луѓе загинаа, 20 се повредени во експлозија на автомобил бомба недалеку од седиштето на началникот на локалната полиција во Квета, главниот град на покорината Белуџистан, во југозападниот дел од Пакистан. Според болнички извори, некои од повредените се наоѓаат во критична состојба. Локалните власти се уште не се сигурни дали станува збор за самоубиствен бомбашки напад, а истрагата е во тек. Во Белуџистан долго време трае бунтот на сепаратистите, но за најголем дел од бомбашките напади одговорни се пакистанските талибани. Најмалку едно лице го загубило животот во силното невреме кое го зафати северниот дел на Германија. Поради невремето прекинате железничкиот сообраќај помеѓу неколку градови во овој дел на државата, соопшти полицијата. Еден човек на возраст од 50 години загинал кога дрво паднало врз неговиот автомобил во градот Уелцен, јужно од Хамбург. Дрвото тешко повредило и еден велосипедист кој се движел по истиот пат. Железничките врски помеѓу Хамбург, Берлин, Бремен, Кил и Хановер се прекинати поради силниот дожд и дрвјата кои паднале на пругата. Во Хамбург дури се формирал и торнадо, и тоа на десетина километри од аеродромот. Во јужниот дел од градот било оштетени многу покриви. И пред крајот уште една информација од нашите соработници од телевизија К+. Скулптура на божицата Афродита е откриена на дното на цистерна за вода на Виничко Кале, која е предмет на доистражување и расчистување од страна на музејот Теракота. Истражувањата на Виничко Кале започнаа пред еден месец по пауза од речиси 6 години. После теракотните икони, скулптура на божицата Афродита со Ерос е најновото откритие на виничките археолози по неколкудневните нови истражувања на Виничко Кале. Мермерот е пронајден на длабочина од 5 метри во објектот цистерна за вода, кој е датиран од рано античкиот период, а кој е во фокусот на проектот на музејот Теракота. Оваа година од истражувањата на објектот цистерна посебно можеме да издвоиме еден предмет кој што го пронајдовме на подното ниво на цистерната. Се работи за мермерна скулптура. Тоа е скулптура која што е во седечка положба. Представено е божество. Најверојатно се работи за Афродита. Скулптурата е скршена од половината надоле на божицата. Меѓутоа, во долниот дел се забележува дека таа седи на карпа. Во десната рака држи мало дете на кое се видливи само нозете, другиот дел е откршен и со левата рака таа се потпира на карпата. Истражувањата на музејот Теракота го збогатија археолошкиот материјал со фрагментирани керамички садови од најголеми питоси до најситна и најфина луксузна керамика, а во внатрешноста на цистерната се регистрирани дури 15 слоеви на полнење, како и многу градежни елементи кои се датирани до 5 и 6 век од нашата ера. Скулптурата е пронајдена на подното ниво, значи кажавме дека тоа е во контекст и со други движни материјали, од кои најмногу имаме керамика која што потекнува од периодот на 4 и 3 век.
Објектот цистерна за вода се истражуваше од 2008 до 2011 и сега се врши расчистување со доистражување како проект одобрен од Министерството за култура, со кој се планира и оградување и покривање на цистерната за следната година и конзервација. Со овој проект се заокружуваат истражувачките активности на Виничкиот музеј за оваа година. Ке следува стручна обработка на движниот материјал и научни трудови врз основа на истиот. Поштовани, тоа беше последната информација во овој дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.